Прославата на големиот христијански празник Богојавление Водици во Крива Паланка ја организираа општина Крива Паланка и Македонската православна црква, Кумановско-Осоговска епархија, Кривопаланечко архиерейско наместништво. Започна со свечена литургија во црквата Свети Димитрий, на која присуствуваа голем број верници. Свештениците осветија погачи и лепчиња за здравје на сите кои денес имаат домашна слава, панагија или именден, а по литургијата следуваше чинот на фрлањето на крстот во водите на Крива река. Годинава, со оглед на тоа што живата во термометарот беше околу 10 степени под нулата, по крстот скокаа околу 15 на лица, од кои најсреќен беше Никола Јовановски. Тој доби и награда од општина Крива Паланка, телевизор кој му го врачи градоначалникот Арсенчо Алексовски. 20-годишниот кривопаланчанец Никола Јовановски е срекникот кој годинава го извади крстот од водите на Крива река. Рече трет пат учествува на светиот чин, а втора година поред го фаќа крстот. Кажи ми, Никола, дали прв пат влегуваш во водите да го извлечеш? Трет пат. Трети пат ми е ово, а втори пат го фаќам крстот. Така, Лани и сега. Честитки, значи Ви минатата благодарам. година беше храбар. Ти беше ли страв бидејќи беше ладно? Па ладно беше ова година, имаше страв доста. Поминавте ли посебни процедури за подготовки пред да влезете во водата? Не. Пред загревање под наракија. Пред загревање под наракија. Така, моравте некако да се загреете. Дали цело друштво другари влеговте во водите? Да. Друштвото се. Така, ти донесе ли минатата година крстот среќа? Да, многу. Ти се случи ли нешто позитивно, посебно што би го истакнал? Па не би го истакнал, ми се доста работи добри дешава. Така, очекуваш и годинава крстот? Секако. И неговите другари учествувале на светиот чин кога свештениците ги крштеваат водите. Велат никој не треба да се грижи дали студот ќе им го влоши здравјето. На овој ден сите води се свети, а се верува и дека се лековити. Јас се фрлам 5-6 година по крстот, значи секоја година водите се свети, нели, секоја вода е крстена, на тој ден не се настинува и е многу убаво да се фрла по крстот. И досега Ги охрабруваш останати? Да, досега не сум лично имал шанса да го фатам, еве со другарите, али многу е убаво. Да. Исто така јас еднаш го имам фатено крстот 2011 година, исто така со моите другари. Скокам во 2000 година во Крива река. Така значи дека кога си помлад си похрабар? Да, нормално, да. Со своето крштевање во реката Јордан Исус ги освети водите. И денес на светиот ден Богојавление се извршува осветување на водите. Во тој час имаме јавување на Света Троица, за да стане образец на нашето крштение, кое што е совршено крштение и се врши со вода и Дух Свети. Според верувањето, оној што ќе го фати крстот ќе има среќа и берекет цела година. Од градскиот плоштад Никола заедно со другарите по замената на крстот со дрвен заминаа на обиколка низ домаќинствата во градот за да им посакаат здравје, среќа и берекет на сограѓаните. По завршувањето на богојавленската церемонија, граѓаните имаа можност да ги вкусат пифтиите припремени за манифестацијата Пифтијада на градскиот плоштад.